Државниот врв седна во собраниската сала да ги слушне барањата на родителите и блиските на жртвите во пожарот во Кочанското кабаре Пулс. Владата ќе стори се за да им помогне на семејствата од Кочани, рече премиерот Христијан Мицкоски во однос на барањето за финансиска помош од државата, но анкетната комисија во собранието нема да донесе правда. Таа може да се утврди само во суд. За Мицкоски пропаднало обидот на опозицијата да креира лажна слика и да растура пердови дека ниту еден функционер од власта нема да се појави во собраниската анкетна комисија. Еве, за да не биде дека ќе успеат континуираните лаги на опозицијата да станат вистина, како по обичај, сите тие лаги им се распрснуваат во рака како обична лага, а вистината е сосема поинаква. Уште еднаш сакам да изразам сочувство до сите оние кои што ги изгубија најмилите во овој трагичен настан, на сите оние кои што се повредени од овој трагичен настан. Ние како држава ќе сториме се што е во наша моќ да помогнеме на тие кои што се лекуваат, да дадеме сето на нега која што е потребна и се разбира сочувствуваме со болката на сите оние семејства кои што ги загубија своите најмили. Анкетната комисија почна со едноминутно молчење во чест на настраданите во пожарот. Сдруженијето на родители побара овој случај да се разгледа како сериозна повреда на човековите права со посебен акцент на правото на живот. Ве замолуваме секое ваше доделување да биде водено од чувството на граѓани на Македонија, човечност, емпатија и пред се родителска грижа и љубов, за мир и спокој на нашите ангели и за подобра, посветла и безбедна иднина за сите граѓани. Почитувани, ја користиме оваа прилика да укажеме и на чувството за дискриминација и ускратување на основните човекови права со кои се соочивме по трагедијата. Нема да дозволиме да бидете изманипулирани и излажани, им рече претседничката од ВМРО ДПМН Иванка Василевска на родителите, бидејќи како што посочи, форматот на оваа комисија и се што ќе биде кажано таму нема да има никаков правен основ за поведување одговорност. Побара и земање на претседателот на анкетната комисија Димитар Апасиев, бидејќи тој не можел да гарантира непристрасност и објективност со оглед на сето кажано претходно. Треба да знаете дека форматот на оваа комисија и се што ќе биде кажано тука нема да има никаков правен основ за поведување на одговорност. Но истата единствено може да послужи за изземање од одговорност на оние кои имаат учество во оваа ужасна трагедија. Во собранието беше прочитано и писмето на републичкиот обвинител Коцевски до спикерот Гаши, дека во оваа фаза не треба да има анкетна комисија, бидејќи одредени докази и сведоци може да се компрометираат. Истото го повтори и во изјава пред медиумите. За мене лично сметам дека во оваа фаза не треба да има анкетна комисија, имајќи предвид дека одредени докази и сведоци можат да се компрометираат со оглед дека се води судска постапка, а она што беше барање од страна на претседателот на собранието, речиси ги опфаќаше истите оние да речем прашања што и јавното обвинителство води постапка. По околу 3 часа расправа, анкетната комисија беше прекината, а по донесувањето на заклучоците треба да биде закажано нејзиното продолжение.